Почитувани сограѓани, почитувани комши, браќи и сестри. Најчесто прашање кои денове ми го посувуваат роднини, пријатели, познаници и многу луѓе со кои прв пат се секрам одблиску е прашањето: што можам јас да направам за обичниот граѓанин? И на сите им го кажува тоа што вечер ќе ви го кажам и вам. Јас сум деловен човек, стопанственик, кој се што стекнал во животот е производ на мојот труд и моето семејство, што се гордеам со тоа. Вечерва сум тука да ве охрабрам дека иницијативата, посветеноста, работата биле и ќе останат поголеми од поголемите далавери на петмина што се збогатиле преку ноќ и за еден мандат. Им порачувам на оние граѓани кои продаваат керамиди, што ќе се искрашат од првиот ветер и пропуштаат од неситниот дожд, дека нивното време во Струмица е завршено. Струмица била и ќе биде град на честни луѓе. На ескафе ќе знаат да го почитуваат, но и да го споделат спечеленото со другите. Затоа ветувам дека во мојот мандат ќе се посветам на тоа моето искуство во бизнисот да го споделам со секој што почнал или има намера да започне свој бизнис. Јас знам колку е тешко да бидеш оставен самиот на себе си. Знам што значи дека нема кој да ти помогне. Сум ги поминал сите пречки и тешкоти во бизнисот кога во времето во Македонија владееше транзиционата олигархија на чело со Бранко Црвенковски. Ги знам нивните методи на неработење, алкавост, неодговорност и неисполнување што тие ќе ти го речат. Денес од нив постојано зборуваат за странски инвестиции. Биле недоволни, требало уште, и кога тие ќе дошле на власт, ќе дојде многу странски инвестиции. Да. Нека не ги лажат граѓаните. Тие се оние што со нивното неодговорно однесување ги попречуваат инвеститорите да инвестират во Македонија денес. Онака како што мене ме попречија во 1997 година, кога ја донесов првата приватна странска инвестиција од Република Турција во Струмица и ја направи и ја создаде фабриката за масло, кој денеска се гордам со неа. И представува столб на одржување на цената на маслото во Република Македонија. Што ли се не беше потребно да се помине за да се победи олигархијата на Бранко Црвенковски, кој ги бркаше инвеститорите и од странство, но и инвеститорите и од Македонија, за да можат неговите олигарси се да пригреват за себе. Почитувани страничани, денес повеќе не е така. Владата на ВМРО ДПМН во минатиот мандат со преродбата, а сега и со манифестот за реформи и развој, создава услови еднакви можности за сите што започнаа или сакаат да започнат свој бизнис. Никогаш не е било полесно од денес да се основа компанија, да се добие кредит, грант или субвенција за развој. Затоа ветувам дека во мојот мандат ќе се залагам за создавање на реални услови за почитување и развој на средните и малите предпријатија, кои се основа на движечката сила во Македонија.
За жал, во Струмица владее олигархија која сака да го успостави контрола над целиот стопански живот во Струмица. Сака дори трговијата на мало, која е основа на економскиот развој, да ја сконцентрираат само во нивниот трговски центар Глобал. Затоа ја уништија Струмичката чаршија, кој денеска сме сведоци и сите го гледаме тоа. Секој што ќе се прошета по старата чаршија, ќе може да ги види последиците од вандализмот на струмичките социјалдемократија. Но, им порачувам дека ВМРО, ДПМН, нема да дозволи Струмица да ја стави под хипотека заради болните амбиции на еден истрошен транзицијски политичар, кој не е предвидел само една работа. Струмица не е негова канцеларија во Скопје, па да ја става под хипотека. Струмица е била, е и ќе биде место на слободни луѓе, што знаат да го чуват своето, бидејќи ништо не е поборо и посигурно од своето. Затоа ве повикувам на 5 јуни да кажеме да, да за ВМРО ДПМН, да за манифестот и развој реформи, да живее ВМРО ДПМН, да живее Струмица, да се не живее заедно Господ да не чува.